Слушај, имаме на адвокат, баш сакам да легализирам, ама не можам да средам со дозвола. Мислев ако може да се договориме нешто. Господине, тие работи не одат така да ве молам Чекај, изгледа не држат кај дојде. Знаеш кој сум јас? Сега се е јавно, корупцијата не се исплати. Владата преку видеоспотови ја започна борбата против овој горлив проблем, кој е навлезен во сите пори на општеството. Но кампањата не е насочена против високата корупција, туку кон пониските ешалони, обичните шалтерски работници и вработените во царината. Знаете дека ова не може да помине вака без да се плати царина. Уветив на пријател дека ќе му донесам. Да се договориме ние нешто вака може? Ова е можеби очекувано ако се знае ставот на премиерот Зоран Заев, искажен уште пред повеќе од еден месец, дека корупцијата не била кај највисоките ешалони на власта, туку таа почнувала од третиот ешалон, односно обичните вработени во државните институции. Никаде во највисокиот ешалон, па дури и во вториот ешалон не е препознаена корупција. Значи таа не е пронајдена кај министрите, кај директорите, пронајдена е по анализата, токму системски тоа значи, во делот на административното функционирање на јавните институции. Иако постои сомнеж за сериозни коруптивни скандали кај високи функционери од власта, како што беше пример со Ден Дончев и Лидија Димова, како и своевремено ни блискиот соработник на Заев Драги Рашковски, премиерот смета дека сепак најголемиот проблем не биле функционерите, поради тоа порачека најголемата помош во оваа битка ќе било граѓаните да пријавуваат, а тие со корупција најчесто може да се сретнат кога завршуваат некоја работа преку обичните вработени во институциите. Но најсилната алатка, најсилната помош која што треба да добиеме од граѓаните. Тие треба да пријавуваат, замолувам да пријавуваат, затоа што само на тој начин ќе се избориме против ова зло. Оваа кампања на владата предизвика бура реакции на социјалните мрежи, најголем дел од нив негативни. Корупцијата не се исплатила. Познавате ли некој осуден припадник на власта за корупција и криминал? Или сите се светци? Конечно погодиле слоган Црпковци. Сега се е јавно. Апла крадат без усул и срам. Лидија Димовска каде? Ден Дончев им избега? Милион предмети за корупција се заташкуваат. Вице Н никој не го познава. Гној. Вака нема мито ниту корупција. Се е договорено прво на телефон и надвор од очите на другите. Каква глупост е ова? Не можеш да ги сватиш озбилно. Од владата не соопштија колку буџетски пари чини оваа кампања, инаку корупцијата кога е во прашање бројките за Македонија се и повеќе од загрижувачки. Во последната анализа на Transparency International, Македонија на катастрофалното 111-то место, а лоши оценки дојде од Стейт департментот.